Ги отфрламе неоснованите тврдења кои беа изнесени на пресконференција на ВМРО ДПМН за гасификацијата во Куманово. Ние сме единствен град во државата кој има реална дистрибуција на сериозни количини природен газ како единствено јавно предпријатие, директно приклучено на преносниот систем на газ и единствена општина покрај Струмица која со сопствени средства развива гасификациона мрежа, при што веќе имаме изградени околу 22 километри секундарна дистрибутивна гасоводна мрежа, се вели во соопштението од општината. Обврската за создавање технички услови за изградба на нова дистрибутивна гасоводна мрежа до градската болница е завршена од јавното предпријатие уште пред 6 месеци. Обврска на корисникот во конкретниот случај болницата е да изготви техничка документација за гасификација и да обезбеди средства за истиот објект да се гасифицира. Согласно нашите информации, веќе се работи на нова котлара. Од општината посочуваат и дека во моментов на газ се приклучени повеќе значајни институции и објекти, меѓу кои домот за стари лица, јавното предпријатие Водовод, училиштата Перо Наков, Гоце Делчев, браќа Миладиновци, Крсте Мисирков, Бајрам Шабани, Кочо Рацин, затворениот градски базен, како дел од јавното предпријатие Чистота и зеленило, зградата на општина Куманово и 3 објекти од градинката Ангел Шајче. Приклучени на мрежата се и верските објекти црквите Свети Никола и Света Тројца, како и низа други правни субјекти. Во соопштението се нагласува и дека измените кои во ценовникот биле направени на една од предходните седници на Советот на општина Куманово се тековна работа на јавното предпријатие. Во изминатиот период од пред 4 години изградени се околу 5 километри нова дистрибутивна гасоводна мрежа и приклучени се поголем број на колективни и индивидуални стамбени згради. Субвенциите за приклучок се зголемени за 50% и тоа од 10.000 денари на 15.000.